Три заповеди од татко остаеди да син. Чита Александар Стадојков. Еден богат човек кога убирал, го оставил три заповеди да сина си. Слушај вамо, синко, му рекол. Еве, јас што ти умрам, и јас многу стока ќе те остам за да живееш господарски, аба ако и држиш овие три заповеди. Прво, со никој од градскиве чапкади да не се коноштисуваш. Второ, со првиот голебец што седи во судот, пријател, тесен да не бидиш. Трето, на жена здрава вера да немаш, оти во зорт време може да те предеја. Се да ја кажеш, аба дешто што може од судот да тргаш, макаде да може да ја кажуваш. Овие три заповеди што ти давам, синко, да ја чуваш, како што те чувала мајка ти од огон кога си бил мал. Од која му дал тие насиети, си умрел. Од која умре богатиот, остада сидбу стоката и уште од третиот ден вати напротив да оид во првата заповед. Насобора покрај себе чапкади му даваше набрго вечери, ручеци и друзи од берата надвор арџу испод ив праеше. Ами чапкадите каква чест му праеја? Кај ќе одеше, тие по него одеја и ѓоа од лошо го вардеа и секој му се таксуваше живото да си го дајд за него, а ако го дајдит некоја лошо. Кај ќе седнеше, тие околу него, едни постари ќе седнеа зад него, а друзи поблади ќе му стоеја покрај диван. Која ќе станеше да си оид, еден чевлите ќе му и да вртеше да си обует. Такваа чест му праеја што ни на забит не му се праеше. Тогај го наубил татка си и сам беше си рекол. Еди, татко, Бог да ми те прости, еве првата заповед што ми велеше, да не се конуштисувам со секакви чапкади, еве се конуштисав и никако лошо не видов, ами чест голема кај ми се дава од младичите што и нарекуваше чапкади. Ја чекај сега да видам за втората заповед, што лошо ќе ме најдите од првестијата што е на судот и со него да се конуштисам. Од која си изрече тие зборови, станал и отишол на кодак ѓоа за некоја работа при големиот судија. Едно беше го видел судијата и беше го почестил, та беше го отурдисал до него, чунќе го знаеш оти оврда момчето. Ош беше сториле и пак беше го текфлифил судијата да му идит се едно на разговор, оти го обилувал многу за честа негова што му бише прочуена во градот. Веќе се едно одело момчето бајаѓи време и до толку што се забилува судијата момчето, што многу пати беше го држал дури и на ручек и на вечера. Со еден збор живееја веќе од берата надвор. Кога ќе му потребаа пари на судијата, ќе си земеше да заем од момчето и туку речи се едно му држеше 100 лири судијата да момчето узаем. И за таа заповед што му ја остави татко му на момчето, не му ја бедниса чуки никакво зло не беше го нашло, ами чест голема беше добил. Сега му остана уште младата невеста да ја обиди со нешто лошо, да види што ќе излезит од неа нешто неверно, според како што му велел татко му. Мислил, думал и издумал вака да направи. Вати сопрво да му наоѓа по нешто мада и ватил да ја подкаруват. Денеска, утре, караја и по некоја штепаја. И така невестата вати да го неќи и да го писми. Една вечер што помисли да ја направи невестата си, чисто да се увери, али вистина ќе го предај, али не. Чунти во неколку дни како да подсети во неа една неверност. Една вечер, без да види невестата му, беше донесол дома еден брав и го пуштил во дворот. Во време чул тропотници од браот и рипнал на нозета, грабнал ножот и отрчал во дворот. И го грабнал браота, го заклал велејќи: "Ти бре пес, сакаше да му убиеш? Еве јас тебе ќе те убијам." И отишол до вратата и викнал жената си да излезит, да му поможи да го закопаат човекот што го заклал. Бре, братко, таа ни барем се мрдна од местото. Бреја, моли, бреја, коли таа ични барем од кај си барем, саде се срди и му се фали за да го предајит. На тоа згора слезе сам и го закопа браот во будиштето и си дојде дома, па и се налути многу оти да не стади да му поможи и беше рекол: "Лели, не ми се нашла на тој саат, ја неќит." И
Та аз ли тоа бараше? Рипдала и плачејќи излегла од порта надвор, та пошла при комшиите и му кажала ти бажо ти е заклал еден човек, а пак комшиите беа го пизбиле момчето оти имало од судијата кодушма. Утрото, уште од радо, беше пошле на кодак и беа го предале на судијата. Од која разбрал судијата и од жената му салам работата, беше пратил да го врзат и да го донесат. Кога го досеа на кодак, целиот град отрча за да го видат која ќе го досат и која ќе го бесат. Сите што го гледаа го жалеа оти такво момче да загиди, само шега му се биеја и му се присмеваа чапканите што и го штааше секој ден. Едно го однесоа пред судијата и тој беше свикал. Не носете ми го овој убиец вамо, а ми тргнете му ја ортовата на вешал. А бре судио, му рече момчето, до овде беше нашата пријателштина, ама барем пресуди ми и после губиме без да ми ватиш нешто лошо в рака. Ич бидоа да ме обесиш. Кога чу тој збор судијата, беше се налутил и беше му отишол дома со него и ја викнал жената му да кажи каде е закопан човекот што беше го заклал. Пошла жената му, да беше му кажала оти во будиштето беше го закопал. Кога го откопал, што да видат? Брав закопан. Тогај беше се устремил судијата и жената му и сите чапкани што му се смееја. Тогај беше се испраило момчето и беше рекло: клет и проклет да е тој син што не ќе држи последната заповед од татка си и од мајка си. И беше му кажал со ред за сето што му се сторило на судијата и да сите пријатели и непријатели. Една друга спроти оваа приказна има малце поинаку. Син му од богатиот не заклал брав, ами му го скрил син му од пашата што живееше со него и е кажа на жената си кај беше го скрил. Од која е кажало ти го скрил при сестра си детето од пашата, почнал да ја кара жената си и најпосле ја тепал, та избегала жената у комшиите и таму кажала. Комшиите му кажале да пашата и пашата го викнал и сакал да го обеси, оти му го батрдисал детето. Од која виде зорт момчето, го зел пашата на една кочија и го однесол кај сестра си да му го даде и детето. Детето било многу радосно, чунки многу беше го честиле и арно го ранеле. На тоа згора го прашал пашата момчето, оти така направил. Тогај момчето му кажало да пашата за 3 насиети, што беше му и дал татко му, и опитал и му излегле верни. Со голем човек, со забит, да не биди голем пријател. На жената најскри што ништо да не ја кажит и со градските чапкани да не биди верен пријател.